Нема контаминација во трагите на ДНК на обвинетиот, апелационен судија Ѓоко Ристов, пронајдени на алуминиумските фолии во кои биле завиткани 350.000 евра и созидани во куќа на неговите родители во Неготино. Ова на денешното рочиште го сведочеше вештакот од МВР кој ги пронашол отпечатоците на Ристов на дадените алуминиумски фолии за вештачење. Немаме контаминација во трагите, туку добиениот ДНК профил потекнува од лицето кое ни е доставено за ДНК анализа во случајот Ѓоко Ристов. За обвинителката Искра Хаџивасилева тоа било јасно од самиот почеток на судењето, иако одбраната го спори овој доказ. Нема никаква научна, стручна, логична подкрепа. Видно беше уште тоа е видно и од доказот кој е даден во писмена форма од доказите. А некако самото повикување на вештаците по наша оцена беше безпредметно, бидејќи од нив не добивме никакви нови факти. Одбраната на Ристов повтори дека алуминиумските фолии не се чувани и одбработени согласно процедурите. Вештакот може да каже дека не е компрометирано, ама во својот исказ каже дека не знае каде е чувано, сведоци сте, не знае како е транспортирано и не знае начинот на кој е земен брисот, а он работел само на брисот. Се изведува и комуникации на обвинети лица во други предмети со кои обвинителството сакаше да покаже дека иако нема докази дека обвинетиот Ристов примал мито, имал таква намера. Особено беше интересен снимениот разговор преку примерки на Александар Велјановски од Неготино со Ристов, кој го прашува дали земал мито. Ова е по апсењето на Фехми Стафа, кој е осуден дека примил мито од 50.000 евра да посредува кај апелационен судија за притворот на Љупчо Пецов Ѓаволот, осомничен во случајот Синџир. Ристов негира и коментира дека и милиони за Љупчо Пецов Ѓаволот да нудат не пие вода, тоа не бива. Обвинителката Хаџивасилева смета дека тоа е поради фактот што Ристов веќе знаел дека е под истрага. Ние ни таа снимка сакаме да покажеме, бидејќи како велат Ѓаволот лежи во деталите, има полно други детали во снимката кои го сликаат токму ова коруптивно поведение. За одбраната пак разговорот ја покажал невиноста на Ристов. Обвинителството до денешен ден не обезбеди ниту еден доказ за било каков коруптивен предмет каде што се земени пари. Ристов се гони за прикривање на имоти, перење на пари. Наредното рочиште е закажано за 1 септември.